Повторени избори во 4 општини во државата во кои немаше доволен број на излезеност на изборите во октомври. Неголема општината Гостивар. Како се одвива гласањето на терен, денеска провери колешката Тамара Дичовска. Ја имаме во живо во овие вести. Тамара, од она што можам да го видам, во моментов си во Гостивар. Како се одвива гласањето? Иван, во Гостивар излезноста до 15 часот е 17,84%, што споредбено со претходниот круг на изборите, можам да кажеме помала. На претходниот круг на локалните избори излезноста до 15 часот беше нешто над 20%, односно 20,95%. Меѓутоа, овој пат нема да биде потребен цензус за се избере градоначалник во Гостивар, меѓутоа и во другите три општини, односно оној кандидат кој што ќе го добие мнозинството на гласови ќе биде новиот градоначалник на Гостивар. Во градот во Гостивар во општината се гласа на 121 избирачко место, а право на глас имаат 82.870 гласачи, а до 15 часот гласале нешто над 14.000. На неколку избирачки места, можам да кажам, поради лошите временски услови имало проблем, односно се задоцнило со отварањето на избирачките места. За онолку време колку што е задоцнато, за толку ќе биде и продолжено гласањето. Меѓутоа, на едно избирачко место во селото Ќафа воопшто и не почна изборниот процес поради лошите временски услови, но меѓутоа како ќе се гласа на тоа место од општинската изборна комисија се уште не знаат, односно чекаат инструкции да им бидат соопштени, но деталите околу каде се имало проблеми, каква излезноста, слушаме од изјавата на заменик председателката на општинската изборна комисија во Гостивар. Излезноста до 15 часот е 14.773. Проблеми имавме во планинските места што не се во подалеку, поради временските услови. На едно избирачко место, иако дека избирачкиот одбор се трудеше до максимум да стигне до избирачкото место, но поради временските услови не стигнаа и по конструкција на Државната изборна комисија, избирачкиот одбор се врати назад и таму не се одвива гласањето. Така, Еве, може ли споредбено со од октомври до 15 часот околу излезноста ни кажете, сега 17,84, тогаш колку беше? Во октомври излезноста било 17.350 гласачи до 15 часот, а денеска е 14.773 гласачи. Така, добро, во кои други места, во колку изборни места, например, доцнеше од утрина во отварањето на гласачките? Едно, две, три избирачки места, значи, како што и потенцирав пред малце, на тие избирачки места што се во планински реони, кај тие избирачки места малце каснеше, но тие кај нив сега се одвива гласањето нормално. Претпоставам за селото Ќафа зборите воопшто не беше отворено, таму како после ќе се одвива гласањето? Чекаме да ни кажат од Државна изборна комисија. Да, Тамара, може би изгледа убаво на камера снегот. Предпоставам дека е студено, гледаме дека временските услови прават проблеми за избирачките одбори. Едно од избирачките места воопшто и не беше отворено денеска во општината Гостивар. Имаше ли можност да разговараш со гостиварчани, што велат тие што му недостига на градот? Да, ние тука сме пред гимназијата во Гостивар. Тука имавме можност да поразговараме со граѓаните. Тука, инаку, да напоменам дека непречено течел изборниот процес, односно без потешкоти, но граѓаните кои што го стварија своето право на глас, ги прашавме точно што му недостига на градот, меѓутоа и што очекуваат од новиот градоначалник. Можам да кажам дека неколку граѓани на Гостивар сметаат дека во градот треба да се отворат нови фабрики, со тоа да се отворат и нови работни места тука за жителите на Гостивар. Некои велат дека се во ред во градот и дека се задоволни од досегашното раководство, но се оптимисти дека новиот градоначалник на Гостивар ќе колку толку ќе подобри ситуацијата во градот. Па во продолжение предлагам да слушнеме и граѓаните и за тоа што сметаат дека треба да направи новиот градоначалник кој што ќе биде избран денеска. Што му недостига на Гостивар, што треба новиот градоначалник да направи? До локомотива. Клучно, што е според вас? Што треба прво да се смени во општината, во градот? Па не знам од кај да почнеме. Очекуваме да се биде подобро. Треба да се заложи многу за градот. Што му недостига на градот? На градот му недостига младината, прво. Младината, која е проведен. Фабрики да се отворат, исто во Гостивар.
Нови работни места тоа? Нормално така за младите, за да не ни бега во странство. Еве сметате дека новиот градоначелник што ќе биде ќе го исполни тоа? Па се надеваме. Се надеваме. Да. Најпрво да млади да отворе фабрики, да се работи млади, да нам не бегају, да имају своje како за физкултуре, такви центре. Тоа е највише потреба. И градот мало да се исчисти. Тоа. Еве сметате дека тој што ќе биде нов градоначелник ќе го исполни тоа? Ја сум 100% сигурна. Што недостига на Да градот? повличе све, најубаво, улиција, чисточата. Па све помалку. Конкретно, јас сум задоволен од гостите. Нема нешто големи промени да се направи. Онака што е улиците, тоа е најдобро. На време во 7 часот е почнато со изборите. До сега немаме никаков проблем. Во првиот дел од денот имавме помала излезност на гласачите, сега веќе имаме поголема раздвиженост, некаде околу 130 на гласачи имаме до сега. Така еве споредбено со првиот круг од изборите, мислам со октомвриските избори, дали е поголема бројката сега на излезени жители што гласа или е исто? До сега е помала бројката од минатите избори, така да ќе видиме до крајот на денот како ќе биде. Да очекувате да дојдат повеќе граѓани да гласаат на овој ден? Па практика во гостиварскиот регион е секојаш после пладне да се зголеми бројот. Тамара, освен во Гостивар, денеска градоначелник се избера и во општините Центар Жупа, Врапчиште и Маврово Ростуше. Како се одвива гласањето во овие општини? Да, ние со колегата Јован Трајковски бевме и во општината Врапчиште, каде што се гласа на 39 избирачки места, право на глас имаат нешто над 27.000 жители, за разлика од Гостивар, во општината Врапчиште е зголемена излезноста до 15 часот, за разлика од претходниот изборен циклус за 6,5%, односно до 15 часот во општината Врапчиште излезноста е околу 21%. Таму граѓаните имаат конкретен проблем. Можам да кажам дека мнозинството од оние граѓани што ги прашавме за тоа што треба да се смени во општината и да направи градоначалникот, смета дека тоа е водата, која што вела дека воопшто ја нема. Тој ми е најгорливиот проблем во општината Врапчиште на жителите. И таму се оптимисти дека новиот градоначалник се надева дека и ќе им го реши овој проблем, меѓутоа и таму на избирачкото место каде што снимивме, гласањето се одвиваше непречено, па во продолжение ги слушнаме и жителите на општината Врапчиште околу нивните очекувања од новиот градоначалник и што треба да се направи во општината. Што недостасува на општината Врапчиште? Што треба да направи новиот градоначалник? Има доста да се направи, али не знам од каде да почнеме. Еве, најважно според вас што е? Најважно е канализација, вода немаме. И тоа е тоа. Све фали. Например? Вода фали. Струја, све. Што најмногу ви недостига во општина? Водата прво. Друго, патот е растурано на ова страна. Треба да се направи, па од другата страна исто треба да се направи. Многу треба да се прави, ама што? Најважно во општината. Вода, немаме вода ништо, немаме што пиеме добро. Избирачкото место навреме се отворило 7:00. До сега не сме имали некои потешкоти или пак проблеми. До сега од нив се околу 100 граѓани што избирале својот глас. Околу 160 имаме избирачи во нашето избирачко место. Така, еве, очекувате дека во текот на денот ќе биде зголемена излезност? Да, после 12 имавме повеќе излезеност на граѓаните, мислам до 5,5 од 6 најкасното ќе излегуваат на гласање на гласачите. Да, Тамара Дичовска известува во живо од Гостивар. Тамара, благодарам за овие информации за текот на гласањето во општината Гостивар и Врапчиште и за потребите на граѓаните. Најновите информации ги очекуваме од тебе во Централниот дневник, а со